Океј, Арти, сакаш да го направам ја отворот, па после да превземеш ти со презентацијата? Да, Може или јас да се движам со слайдовите. па може ја, после превземе ти од твојот, да Добро. биде така нека оде. Готово. Океј. Се гледа презентацијата, предпоставувам, нели? Океј. Да. Добро вечер на сите. Добре дојдовте на ова предпоследна, да кажам, ПХВ работилница. Кико веќе кажа дека сите сме малце така потишина, денеска потажни сме, полека не завршува и овај годишен циклус на предавања. За тие што првпат се вклучувате, јас сум Мухамед Вели, јас сум практикант и асистент во ПХВ програмата и ПХВ инструктор. Јас го поминувам техничкиот дел и помагам тука за техничка поддршка со еден збор. Ако пукне линк, ќе биде објавен друг линк во ПХВ недела театар. Работилницата од овој момент се снима, така да ако не ви е пријатно, не ја вклучувајте камерата. Таа ќе биде објавена јавно на нашиот ПХВ YouTube канал. Јас веќе пратив линк на чат до нашите претходни работилница и имаме и видеа кои што би сакаме да ви споделиме со вас. Тоа се песни кои беа снимени минатиот циклус и кои што се објавени на нашиот YouTube канал. Ќе ве замолам да бидете на мют кога не зборувате. Следат благодарници за 10 проследени работилници, повеќето од вас веќе го имате стекнато тоа право да кажам. Ќе ве замолам да не користите лажни имиња за учество во работилницата. Ако сакате нешто да кренете го рачето, доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Доколку имате предлози, забелешки на дополнувања, прашања, сакате нешто да знаете повеќе, слободно може да не пишете на мејлот кој што е тука phv@org.mk. Да кажам сега уште некој збор за ПХВ како програма, како беше таа пред да се случат промените. Се отворија сите овие. ПХВ програма наменета за млади луѓе, која трае повеќе од 20 години. Преку нејзе се прават големи промени во заедницата и во животите на волонтерите кои што се вклучени, менуваат дневна рутина, тие се поттикнати да прават различни активности во заедницата, помагаат, зајакнуваат лични капацитети, учат многу работи, промовираат мир, култура, толеранција и соживот. Меѓутоа, форматот на ПХВ проекти, мислам тоа како течеше програмата се промени, ние преминавме во еден по-безбеден формат. Тука сме со онлайн предавања, со онлайн работилници. Нашите инструктори ќе реализираат 39 работилници во 2021 година, а тоа е секој четврток во 20 часот сме ние тука. 38 обука е денес. Помина многу интересни теми како вештачка интелигенција, биодиверзитет, позитивни вредности, човечкиот импакт врз животната средина, во психологија и ред други многу интересни. Денес е редот на Арти, тој веќе помина таа што е првата тука вештачката интелигенција, така да има уште една тема која е обновливи извори на енергија, проблеми и решенија. Многу актуелна тема, многу тема за која што сме сите засегнати, сите ја чувствуваме, дури има нешто што се вика climate change anxiety сега кај луѓето, како анксиозно што произлегува од това, што сите ја чувствуваме на глобално ниво. Арти е машински инженер, тој е магистар на науки, многу паметен човек, мој другар, Fulbright алумни, ПХВ инструктор и режисер на ПХВ филмовите во финалните работилници меѓу другото. Арти, повели, подиумот е твој. Здраво на сите. Дали ја гледате презентацијата моја? Чекај. Да. Океј. Само да стигнам до кај што остана мети. Добро, значи здраво на сите. Фала Мухамед на најавата. Се надевам со некој од вас се гледавме на претходната моја предавање за вештачка интелигенција. Ова е сега веќе скроз друго поле на дискусија што ние како ПХВ сакаме да поттикнеме кај вас и да научиме нешто ново, да разговараме и да произлезе нешто корисно од сите овие предавања или презентации.
Значи, денешната тема обновливи извори на енергија, проблеми и решенија. Значи, јас би додал овде проблеми, решенија и дискусија. Пошто сакам малце да разговарам со вас за тоа колку сте вие запознаени со ова, колку ве интересира, но што не ви е јасно со целата криза, енергетска криза, ама и повеќе криза во повеќе димензии што се одвива во моментот. Значи, сакам малце да разговарам малце повеќе со вас како активни млади луѓе во нашата држава. Би рекол дека ова е прв дел од ова презентација е прв дел, вториот дел ќе проложи Арџина следна недела со многу интересна тема, ама што е многу поврзана со денешната, климатски промени, глобално затоплување, но јас ќе ви дадам малце по енергетски осврт, Арџина ќе ви даде по еколошки осврт на проблемот и на решенијата. Океј. Може да почнеме со очекувањата. Сакам да ве прашам сега сите вас што очекувате од денеска. Да, Мухамед ќе запише. Значи, слободно кренете рака, пишувајте на четот или земете збор. Што очекувате дека ќе научите или што очекувате дека ќе се разговара денеска на ова работилница? Значи, кога збориме за обновливи извори на енергија, што прво ви доаѓа на памет? Или кој, добро, Михаела, кои се тие обновливи извори на енергија? Добро, супер. Значи, кои се тие, што значат, зошто ги викаме обновливи? И што е разликата со другите необновливи? Супер, фала Сузана. Друго? Како да ги користиме? Фала Џоко. Баш така, значи како ги користиме моментално, како може да ги користиме во иднината? Добро. Михаела, како тие влијаат врз животот на нашата планета? Фала Кико, корисно поминато време. Весна? Да, не можам да го најдам четот на телефон. Која е предноста на тие извори? Да, супер. Предноста на обновливи извори. Ќе збориме и за предностите, но и за недостатоците на обновливите извори на енергија. Алекс, како може ние да помогнеме? Супер. На тоа ќе дадеме осврт на крајот на презентацијата, како ние всушност се вклопуваме во цела оваа дискусија. Зашто ни користат? Добро. Некој друг? Јас мислам дека може да заокружиме, имаме значи да збориме за предностите, за недостатоците на обновливи извори, како ги користиме и како да ни користат, како влијаат врз нашата околина, што значат, дефиницијата, кои се тие. Океј, ако има некој друг да фала Џоко и јас се надевам да си поминеме убаво вечерва. Океј, ајта Мети запиша се? Така? Да поминеме ово. Океј. Може сега да преминеме на моите цели, на нашите цели денеска. Што ги имам замислено за ова презентација. Значи, баш тоа што е всушност обновлив извор на енергија, што значи обновлив и што е разликата со други необновливи извори на енергија. Тоа е многу битно за мене вие да го знаете на крајот на оваа работилница. Зошто обновливи? Зошто сите сакаме обновливи извори и зошто мора обновливи извори? Значи, што решаваме со обновливи извори на енергија? Предности и недостатоци на различни видови на обновливи извори на енергија. Ќе збориме малце по
поспецифично за секој вид, што значи нивна примена и така натаму. Како до решавање на тие проблеми, значи дали има решенија, дали се развиваат решенија и дали има проблеми што немаат решение во моментот. Значи пошто ќе се обидам да бидам што појасен и што поедноставен во објаснување на овие проблеми, но сепак идејата е вие да се поттикнете да научите повеќе на интернет или во литература за овие, пошто не е нели сепак се инженерски, економски, енергетски проблеми што е многу тешко да ги објасниш во 2-3 реченици. Но идејата ми е да бидете интригирани, да интересирани за ова. И како ние да се вклопиме во решението. Значи што значи тоа? Како кај сме ние како млади луѓе, како луѓе што живееме во Македонија, како ние се вклопуваме во решението? Како е состојбата во Македонија во однос на енергетиката во глобала и обновливи извори на енергија, но и што понатаму. Океј. Да почнеме од што е обновлив извор на енергија. Значи, под обновлив секогаш се мисли на извор што е обновлив. Значи не се троши. Не значи дека е неограничен, тоа секако значи дека е ограничен, но значи дека се обновува. Значи, на пример, нешто што ќе го има и утре и задутре, а без разлика дали ќе го користиме или не, но го има во одреден проток. На пример, сончева енергија. Го имало, го има и ќе го има како енергија во нашата земја, но зависно од решението или техничко решение или инженерско решение зависи колку ние ќе го користиме тоа. Водата исто е обновлив извор на енергија, но сепак има ограничен проток, не е неограничено. Ветерот е исто обновлив извор на енергија, не значи дека не е ограничено и дека нема граници колку може да се користи, но сепак е нешто што не се троши. Значи исто обновлив извор на енергија се брановите, значи има повеќе електрани што работат што ја користат моќта на брановите во океани. Геотермална енергија исто така е обновлива, пошто доаѓа од центарот на земјината топка, како топлинска енергија, исто така и биомаса. Значи ние како суштевства, како луѓе, како животни, растенија, цело време произведуваме биомаса и таа цело време се врти у круг. Има начини оваа биомаса како да се претвара во електрична енергија или енергија. Сите имаме слушнато за сончеви електрани. Има повеќе начини како да се користи сончевата енергија и да се претвори во корисна топлинска или електрична енергија. Исто така и хидроелектраните се сметат како обновливи затоа што користат баш така обновливи извори реките или водотеци од езера и така натаму. За ветерни паркови, на пример, има во Македонија, кој живее близу Гевгелија, има таму еден ветерен парк што користи енергија од ветер. Од биомаса имаме исто во Македонија електрани што работат на биомаса и биогаз, кои што произведуваат значи со распад на органски материјали произведуваат метан, па после од метан од електрична енергија. И тоа е многу интересен начин да се добие електрична енергија без да се влијае негативно на околината. Сакам да збориме малце зошто ни требаат обновливи извори на енергија. Значи, и затоа кажав дека ова е всушност прв дел од две презентации што се на истава тема. Зашто обновливите извори на енергија произведуваат нула или скоро нула CO2 или стакленички гасови.
знаеме дека стакленички гасови се прва причина зашто имаме докажани климатски промени во светот. Значи од почеток на 18 век па 19 век со развој на индустријската револуција, човекот почнува екстремно да ослободува CO2 во атмосферата на земјата со горење на фосилни горива, на нафта, на дизел, на бензин, на јаглен за грејење и за електрична енергија, и со тоа веќе со тие стакленички гасови прават многу лош ефект и прават многу големо загревање, значи во просек загревање на атмосферата во земјата. Да ви покажам едно кратко видео кај што се гледа просечната температура во земјата од 1880-та, значи кога почнало да се мери температурава во просек на целата земја до 2020-та. Значи почнува нормално, се да речеме плаво. Веќе влагаме во 20 век и овде се гледа дека има значително зголемување на просечната температура. Веќе во 90-тите гледаме дека работите излегуваат надвор од нормален опсек. И ова е ден денеска. Значи, гледате како почнува и како завршува. Секунда само. Значи, тоа е веќе докажано научно дека зголемување на просечната температура во светот е единствено поради човечки фактор. Единствено поради ослободување на тие стакленички гасови со горење на јаглен, со горење на фосилни горива и така натаму. И затоа обновливи извори на енергија се многу битни за нас, пошто ние не може да си дозволиме исто вакво покачување на температурата во наредните 50 или 100 години. Значи, идејата е дека ако продолжуваме без да правиме ништо, просечната температура може да расте и до 4 и 5 степени, што е катастрофално. Значи катастрофа за целиот екосистем, катастрофа за сите атмосферски влијанија, и работи што се уште ги дознаваме. Значи, идејата е и таргетот на целата светска заедница е да ова зголемување да се намали некаде до 2 до 2,5%, 2,5 степени Целзиусови. Но за тоа треба многу обновливи извори, пошто ние највеќе трошиме фосилни горива, така се грееме, така произведуваме електрична енергија не само во Македонија, туку во целиот свет. Тоа е зашто ни требаат. Сега да видиме. Добро, само секунда. Ја гледате презентацијата? Така? Да, видеото, да. Добро. Само секунда. Значи, за предности и недостатоци. Сакам да збориме малце за секој од видовите. Значи, сончеви електрани или фотоволтаични електрани веќе се насекаде. Има и во Македонија повеќе електрани се градат многу во моментот, токму затоа што се многу ефтини и се многу едноставни за употреба и за градење. Значи, фотоволтаични панели, тие со помош на фотоните од сонцето, електризираат електрони и така се прави мала струја кој што ако ги собереш во серија
може да произведеш големи количини на електрична енергија. Значи овде немаме, значи се е пасивно, ништо не се движи, само се остава на земја и си произведува, но проблемот е што произведува електрична енергија нормално само кога има сонце и кога нема облаци. И тоа е големиот недостаток на овој извор, затоа што е, значи, произведува голема количина на струја, но само кога у принцип има сонце и е добар ведар денот. Лошата страна исто така треба да се збори поради што значи се стават на земјоделски површини кои што не може да се обработат после, за големи количини на електрична енергија се зафаќат илјадници хектари за кои што таа земја нема шанси да се користи во после монтажа. Ветерни паркови, оваа слика е баш од Богданци, од селото близу Гевгелија, каде што има 11 вакви ветерни турбини. И ова исто така зависи многу од ветерот, значи кога има ветер има електрична енергија, кога нема и тоа е многу тешко да се предвиди. Многу е тешко да се предвиди дали, например, утре колку производство ќе имаш од тој ветерен парк. И другиот недостаток исто е дека најчесто се работи за планински предели, кај што многу е тешко за транспорт на овие големи турбини и така натаму. Но сепак сончевите електрани и ветерните електрани се наша најголема надеж за обновливи извори, токму затоа што имаат многу мало влијание на околината. Значи, многу статични се и не влијаат лошо на околината со загадување или со отпад и така натаму. Овде имаме една електрана на биогаз, значи ова третира органски материјали и од органските материјали во овие дигестери, во овие резервари се произведува метан, па со метанот после е многу лесно да се претвори во електрична енергија. Има вакви електрани исто во Македонија, и има и многу во Германија, во Франција. И овие се многу добри во оглед на околината, затоа што целиот органски отпад наместо да ја фрлиш во депонија, можеш слободно да ја третираш овде, да добиеш електрична енергија и топлина. Сега сакам да збориме малце потехнички за што е проблемот на една сончева електрана или на обновливи извори на енергија, како особено во иднината, ако сакаме целата наша енергија да ја добиеме од обновливи извори, мора да се решат проблемите. И еден од тие проблеми го кажав дека, например, сончевите електрани произведуваат само кога има сонце и е ведро. Не знам дали ја гледате ова е така наречена крива на патката, duck curve. Многу е позната поради што личи како патка. Ја гледате овде и на сликата. Значи, во нормални услови, кога нема сончеви електрани, ние би имале таа кривата, горе кривата, значи кога збориме за производство на електрична енергија во текот на еден нормален ден. Значи, сабајле, гледате во раните утрински часови, нема многу побарувачка, нема многу производство, затоа што луѓето не се активни во тој период на денот. Гледаме дека има пораст кога луѓето си одат на работа, кога стануваат и така натаму, во текот на денот опаѓа малце, значи после 12-1 часот тогаш опаѓа производството поради што луѓето се на работа, не користат коли и така натаму. И одеднаш има во навечер има огромен пик. Затоа што сите се враќаат дома, сите пуштаат бојлери, сите пуштаат клими и тогаш има најголема побарувачка. Но сега ова долната жолта линија, тоа е линија што се случува кога
тоа е случај што се случува кога имаме сончеви електрани или ако би имале цела мрежа да биде напојувана од сончеви електрани. Гледате дека кога имаме сончеви електрани, значи само во тој дел кога значи во денот имаме производство, во средината гледате како опаѓа, но после шом се стемнува, тогаш кога е најголемата поварувачка на електрична енергија нема всушност струја. И треба некоја друга електрана да стои на стендбај, само што ќе се стемни, таа да уклучи. И гледате голем пикот, таа врвот на главата на патката е всушност проблемот што се дешава. Иако имаш производство на сончева чиста електрична енергија, немаш добиено ништо затоа што сепак некоја термоелектрана на вечер ќе произведува дупло повеќе струја. И овде е всушност суштината на проблемот, што со сончеви електрани, со ветерни електрани немаме струја кога најмногу ни треба. А тоа е навечер. И ветерните електрани, и да има ветер, сепак се многу непредвидливи. Не може никогаш да сметаш на нив многу долгорочно дека ќе има ветер или нема да има слаб ветер и така натаму. И ова е проблемот, што е решението. Значи можам да кажам дека фокусот на цело инженерство што се занимава или не само инженерство, туку и цела академска наука во врска со обновливите извори е во однос на складирање на енергија, значи во однос на поравнување на ова крива што изгледа како патка, за да имаме константно производство. Пошто ние кога ќе уклучиме сијалица, го добиваме моментално од некој производен погон. Значи моментално нашите лаптопи се полнат од најмногу од рек битола и не се полнат од вчера, туку моментално електричната енергија патува од битола до нашите сијалици и не е складирана никаде. Таа мора да биде достапна во секој момент. Затоа електричната енергија е комплицирана, што нема складирање. Мора да имаш од секое време 24/7. Да збориме малце за решенијата. Значи, моментално се работат многу на складирања, на погони за складирање со батерии, каде што, например, има огромни батерии, што гледате на сликите, што во денот, кога има повеќе производство од сончева електрана или од ветерна електрана, се полнат батерии огромни и после во текот на вечерата или во текот на ноќните часови, кога нема сонце или нема ветер, тогаш се пушта од батерија во мрежа. Но сепак овие се прототипи, многу се скапи овие погони, не се многу ефикасни и така натаму. Но целиот развој моментално е на намалување на трошоците за вакви погони. Исто, например, имаме начин на складирање со две езера на две различни нивоа. На овој начин, кога има вишок на електрична енергија од сончеви електрани или ветерни електрани, се полни едниот горниот резервар, а во ноќните часови се пушта вода и работи како хидроелектрана во принцип. Но овие електрани се многу скапи, има например во Босна ваков тип, што е изграден во 80-тите. Се многу скапи, имаат трајно влијание врз екосистемот, гледате дека зафаќаат огромен простор, големи површини се поплавуваат и така натаму. Исто, например, некои иновативни решенија има со гравитациони електрани Да, Алекс, ништо без Босна. Гравитациони електрани се викаат, кај што кога има вишок на електрична енергија, гледате во ветерниот парк позади, се креваат големи бетонски блокови, се користи таа енергија за кревање на тие бетонски блокови што се гледа со кран, и после кога треба електрична енергија само се пушта да
гравитационо да падне блокот и така произведува електрична енергија. Значи всушност ние користиме енергијата од ветарот, само ја одложуваме за кога ни треба. Пошто електричната енергија, ако ја пуштиш во мрежата, веднаш ќе се користи, нема шанси за чување или за складирање. Овие се тие начини за складирање. Значи има и други типови со топење на разни материјали после користење на таа температура, но у глобала кога гледаме дека има повеќе решенија на ист проблем, значи дека се работи на тој проблем, но нема трајно решение, барем во моментот нема трајно решение на овие проблеми. И тоа е една од причините што, например, сега имаме голема енергетска криза и во светот, и во Европа, што од уделот на обновливи извори на енергија е многу поголем во однос на пред 10 години, и немаме и термоелектраните, колку и да влијат лошо на околината, тие барем знаеме дека се стабилни. Ја уклучуваш еднаш и знаеш дека ќе имаш струја и денеска и утре и заутре и нема влијание кај нив од сонцето, од ветарот, од ништо друго. Дали имате некое прашање до сега? Ми е страв да не сум многу технички настроен, па не ме сваќате што ви кажувам, но слободно може да ме прекинете. Ако ви треба повеќе примери или повеќе објаснување во врска со тоа што кажувам. Да, Љупча? На мјут си, Љупча. Јас. Викам, добро е, и има што да се слушни, навистина, и фала ти, Арти, досега. Јас формирав едно, така, мислам, ме интересира, еве и лично, во најава сега, во делот на соларната енергија и на користење на сончевите зраци за Македонија, во најава е овај соларен парк кој што треба французите или фирми од Франција да го градат, и како еден навистина една поголема можност за во иднина, да се навистина осети користењето на таа енергија за потребите за користење на електрична енергија за сите наши потреби. Едно мислење само, Арти, сигурно го следиш и ти тоа во текси, и да видиме што ќе значи за тој наш овој иден енергетски овој потенцијал за нас. Фала, Љупчо. Да, во Тексум има две во најава што се огромни соларни електрани, една во Куманово, една во Штипско. Значи, кога викам огромни се и во европски размери, значи збориме за 400 мегавати, 300 мегавати. Например, да ги разберете бројките, Македонија во просек троши околу 1000 мегавати, така што тоа е 30-40% од наша побарувачка. Но сепак Македонија е многу заостаната во однос на уделот на обновливи извори во однос на регионот. Ама сепак ќе ги има истите проблеми што ги изборев и сега. Значи, тие 400 мегавати во текот на денот ќе ги имаме, но во текот на ноќта нема да ги имаме, ќе мора да ги купиме од некаде. Без вакви решенија или без соработка со комши, Албанија, Косово, Србија, Грција имат. Овде е многу важно колку имаш поврзувања на мрежата со комши, за која имаш вишок да го продадеш, која немаш да го купиш. И така функционира, например, Германија со Франција така си функционираат. Германија има многу
ветерни електрани, многу сончеви електрани, продава на Франција во текот на денот, Франција продава од нуклеарни електрани на Германија. Значи, никој нема од обновливи извори 100%. И не може да има моментот, нема теоретски шанси да има. Така што многу е битно тоа да има соработка со комши. Бугарија исто има нуклеарна електрана, Грција има гасни електрани, Косово има термоелектроцентрали, така што на добар пат сме, но сепак треба некоја долгорочна стратегија како да се користи тоа и да не зависиме од пазарот, пошто гледаме дека во пазарот сега е многу лошо да купуваш електрична енергија и ние како земја што купува електрична енергија многу ќе бидеме сами во вакви кризи кога струјата е покачена многу. Ебру, дали би се надмила ова енергетска криза, ќе оставам за прашање после моите слайдови, пошто мислам дека има што да се разговара. Уште малце сакам да зборам баш тоа, значи ова е нашиот проблем. Значи ова е однос на производство на електрична енергија во Македонија. Значи необновливи извори 75%, обновливи извори 25%. И ова е 2020 година. Со тоа што пазете дека и цело ова колаче не е доволно за нашите потреби. Сепак Македонија купува надвор од тоа околу 30% купува од соседите електрична енергија. Значи немаме доволно електрична енергија за нашите потреби. Но тоа се должи на рек Битола не работи колку што треба и немаме доволно капацитети, у кратки зборови немаме доволно капацитети за ние да бидеме комплетно енергетски независна земја. Тие капацитети што ги спомна Љупчо се одат во таа насока, ние да бидеме независна енергетска држава. Особено во вакви кризи како што сме сега, ако си зависна држава енергетска, многу е лошо. Зашто зависиш од пазарот. Значи, кога збориме овде во обновливи извори, најголем дел имат хидроелектраните, Шпилје, Тикфеш, Глобочица, значи други обновливи извори во Македонија има мали приватни соларни електрани, приватни биогасни електрани и ветерниот парк што го спомнав, а на необновливи тие 75% е рек Битола, во принцип. Нема друго во моментот. Добро. Значи, Џоко, може? Џоко, побара збор? Океј, нешто не слушам. Сакав да те прашам во склоп на ова прашање, ама веќе го одговори. Сакам уште нешто да те прашам, доколку знаеш. Зашто Мепсо не купува, не дава понуда? Зашто, ако можеш да ми кажеш, или тоа е една друга тема? Џоко, ќе збориме на крај за тоа. За Мепсо не знам каква понуда збориш. Океј. Да резимираме малце, пошто значи зошто обновливи извори тие требаат итно како замена на фосилни горива за намалување на ослободување на стакленички гасови. Климатските промени се веќе овде, значи они не се нешто од еднината, они веќе се присутни климатски промени, имаме големи појави, имаме пожари големи пожари во дел на светот, имаме големи урагани во дел на светот, покачување на нивото на океаните и така натаму. Има голем број на решенија, но ниеден од нив не е, како што кажуваат американците, silver bullet, не е еден за се. Значи, секој решение си има своји проблеми, си има свој удел, и јас
лично мислам дека сите тие заедно може да нудат некое комбинирано комплетно решение, но не може еден извор да реши да ни ги реши сите проблеми. Значи најголем проблем на обновливи извори што немаат балансирано производство, немаат електрична енергија кога нас најмногу ни треба и немаат електрична енергија кога нема ветар, кога нема сонце или кога нема вода. Складирање на енергија, најголем предизвик, значи ви спомнав неколку решенија, има многу повеќе решенија што се развиваат, што имаат се развиваат како прототипи, што се финансираат во моментот. И како што кажав, Македонија има огромен пат пред себе за сигурен, значи и чист енергетски капацитет, пошто малите држави за малите држави како нашите држави е многу побитно да имаш струја и второ побитно за жал е да имаш чиста струја. Особено збориме за населенија кои што зависат многу од сметката на струјата на крајот на месецот. Значи и тоа е проблемот не само кај нас, туку и во сите неразвиени држави. Значи не може на пример африканските држави да си плаќаат, или Индија или Кина да си плаќаат многу повеќе за чиста енергија, кога они всушност имат голем дел на територијата што воопшто нема електрична енергија. Така што товарот овде е најголем на државите кои што станаа богати во индустријска револуција, значи за Западна Европа и Америка. Значи, да кажам, моралниот или етичкиот товар на климатските промени е кај нив, но обратно е кој страдува најмногу од климатските промени, страдуваат земјите блиску екваторот и земјите блиску, значи најсиромашните земји патуваат од нешто што они немаат удел. У принцип, тоа е ироничноста на климатските промени. Добро. Значи, што можеме ние да направиме? Тоа и Алекс што го спомена на почеток. Значи, ние треба да бидеме критични најпрвин кон нашето општество, на нашите луѓе околу нас, дека ова е сериозен проблем што го имаме, дека има решенија што се наоѓаат и дека треба нашата држава и нашата заедница и нашиот регион да биде многу поактивна во решавање на овој проблем. Последиците ги гледаме сега, најверојатно за жал ги гледаме со покачување на цените на електрична енергија, со тоа значи покачување на се друго, во принцип. Така што мора некоја мора стратешко работење во овој дел, значи кога зборам стратешко во наредните 30-50 години, да имаме цели, да имаме јасни патеки како да се движиме како држава, како општество и на што да обрнеме внимание. Ниедна од овие обновливи извори не е скроз чиста, сите си имаат своји недостатоци, си имаат своји влијание на околината, ништо човечко нема нула влијание кон околината и тие соларни панели ако изгледаат така убаво, сепак си имаат отпад кој мора да се носи некаде, сепак производството на нивно е многу дискутабилно, пошто е силикат. Значи, рудниците на силикат знаеме дека имаат огромно влијание врз околината и така натаму, но сепак многу подобре е однос на термоелектрана на јаглен. И така натаму. Океј. Ова е, во принцип, резимето. Прашање и дискусија ќе почнам од Ебру. Дали би се надминала оваа енергетска криза? Искрено, никој не знае. Ова е прашање за $1,000,000.
Значи, кризата е многу комплексна во која се наоѓаме моментално. Не е предизвикана од една нити од три причини, туку од многу повеќе причини. Значи, пандемија, обновливи извори, геополитички проблеми во Европа. Значи, се предвидува дека некаде во пролет ќе се смири ситуацијата, пошто не може електрична енергија цело време да биде скапа, тоа е сигурно. Поради што е базична потреба наша. Но и дека ќе има последици, сигурно ќе има, за жал во сиромашните земји и зависните земји енергетски ќе има повеќе. Тоа е сигурно. Океј. Некој друг да праша? Нешто што не е јасно, нешто што предлагам јас, има повеќе начини како би се излегло. Значи, прва и основна, ние треба да што е најбрза и најефикасна, ние треба да се поврземе енергетски со нашите соседи. Значи, треба да ги искористиме нашите соседи за да имаме добра мрежа, за да купуваме ефтина енергија кога ние немаме. Тоа е прво решение, али пред тоа ние мора да имаме стратегија за зголемување на наши капацитети производство. Значи, без разлика не зборам само обновливи, зборам и било што капацитети на државата за производство, ние мора да имаме многу повеќе од колку што имаме сега. И после за обновливи, тие истите проблеми мора да се гледаат, мора да се решаваат. Значи, не е решение само сончеви електрани, не е решение ни само ветерни електрани, можеби заедно во комбинација да. Исто така треба да се размисли за резерви, за складирање на електрична енергија, за тоа, за тие решенијата што ги зборував и така натаму. Да, Арџина, значи нуклеарните електрани, у принцип, они се обновливи, но таму е дискутабилно што е проблем, нели, што после со радиоактивниот отпад што останува од нуклеарните електрани и плюс, нели, од луѓето имаат психолошки дека ако нешто се деси со нуклеарната електрана има трајни последици не само во тесната околина, туку и во целиот регион. Така што има интересни решења во врска со нуклеарните електрани, но сепак се многу дискутабилни. Например, една од причините што енергетската криза се случи е што Германија ги исклучи сите нуклеарни електрани и остана без капацитети за зимата и струјата едноставно стана поскапа. Така што и јас искрено мислам дека нуклеарните електрани се решение, особено за мали држави како нашите. Јованка, тоа што го спомнаш, домашни батерии моментално се продава во Америка, во Европа како баш така домашни батерии што може секоја куќа да си има во гаражата една батерија и да си едноставно да си складира за незините потреби струја. Значи купуваш ефтина струја во текот на денот и ја користиш во текот на целиот ден како нели електрична енергија. Тоа е многу интересно и моментално ти викам во Америка се продава баш комерцијално, одиш во продавница купуваш. Сепак е скапо решение, но за вакви долгорочни решенија се работи нели да бидат поевтини батериите, поевтини. Бугарија што прави со нуклеарниот отпад, мислам дека ја продава, има фирми, компании што купуваат нуклеарен отпад и ја складираат, они после си ги враќаат средствата со
со рекуперација на топлина и они си имаат нели бункери под земја кај што ја складираат после како нуклеарен отпад. Но и има такви решенија, сепак нели кошта тоа, целото справување со нуклеарен отпад е многу специфично и ризично. Значи многу земји сега работат на тоа да прават огромни бункери под земја, значи 300-400 метри под земја прават огромни бункери кај што може да складираат нуклеарен отпад и после го затвараат тоа за да нема влијание додека трае тоа радиоактивното зрачење од материјалите. Со тоа би се решило еден од главните проблеми на нуклеарните електрани, што они не загадуваат ништо, освен што имаат радиоактивен отпад. Да, Арџина, значи кога се споредува, значи колку влијание има една термоелектрана на јаглен, како таа во Битола или во Осломе, во споредба со една нуклеарна електрана, значи нуклеарната електрана скоро нула влијае и во изгубени животи и во штета во влијание штета во околината и така натаму. Но сепак овде највеќе влијае психолошкиот фактор на кај населението. Например, имаше, јас знам дека пред во 2008 имаше иницијатива за градење во нуклеарна електрана во Албанија и таа се укина токму поради притисокот од населението, што сепак е разбирливо за таква сериозна електрана. Да, Мелиса, значи има за carbon capture има компании што прават отстранување на филтрирање на CO2 од атмосферата. И после тој CO2 го претварат во цврста агрегатна состојба и после тоа го закопуваат во подземја. Ова е исто така интересно, се работи многу на нивно развивање, за да или идејата е да се отстрани CO2, тоа е нели целта на митигирање на климатски промени. И всушност тие користат, некои од нив користат таа вишок електрична енергија од сончеви електрани ја користат за тоа, за филтрирање на CO2 од атмосферата. Некој друг? Сепак има многу вакви решенија и за филтрирање на CO2, за складирање на енергија. Има многу различни видови на ветерни електрани, има многу различни видови на сончеви електрани. Значи има различни начини. Јас на пример работев на таков метод на предвидување на енергијата од ветерни електрани со цел нели да предвидуваш што подалеку колку производство ќе имаш од една ветерна електрана. Тоа е многу битно за тоа, за таа кривата. За да знаеш колку производство ќе имаш, да немаш застој, да немаш нели ненајдени прекини во електрична енергија, во снабдување и така натаму. Значи, целата идеја на обновливи извори е да се добие таа предност што има термоелектраните, да бидат стабилни и балансирани. Да, Кико? Мислам дека Кико крена рака. Да, Алекс, фала многу. Значи, како што кажав, многу е битно ние да бидеме
критично вклучени во целата дискусија, пошто кога збориме за обновливи извори на енергија, тоа е многу поврзано со нашиот живот, со нашите околини кај што ние живееме, и сепак многу е поврзано со нашите економски слики, со електричната енергија влијае буквално на се во нашиот живот. Значи, така што и ќе влијае, нели, исто така ние, како што кажав, како мала држава и зависна држава, најбитно е да имаш струја, па после второ најбитно е да видиш каква струја имаш. Фала, Џоко. Океј, ако немате други прашања, може да завршиме со презентацијата. Алекс? Океј. Мети, ти препуштам зборот на тебе. Односно, ти треба да го најавиш следниот гостин. Да, извини. Да, го најавив гостинот претhodно, како втор дел на ова презентација. Гостин Значи, предавач. Да. Рџина Нагавси Зекири, магистар на науки за животна средина, исто така инженер за менеджмент на еколошки ресурси, еколог, ПКВ инструктор. Ќе збори за глобално затоплување како последна тема на овој циклус. И мислам дека добро ќе се вклопи со тоа што јас го зборував, како проблеми и решенија, но сепак таа ќе збори во аспект на екологист, јас зборев во аспект на инженер енергетичар. И така, иако Арџина сигурно нема да се согласи дека на сиромашни земји требаат први струја, па после чиста струја. Така. Но бидете овде и наредна недела, мислам дека многу интересно ќе биде со Арџина. Фала многу на сите, на вниманието и за прашањата, и се гледаме. Мети, ќе сликаш, така? Арти, фала многу. Да. Јас напишав таму неколку збора, не бев сигурна, пошто има малце нестабилен интернет, ми паја сликата, звукот, тонот. Сакам уште еднаш да ти кажам да вистина ти благодарам за ова предавање, беше многу сериозно, беше многу интересно и се надевам дека млади ве сватија, ја тргам и од себе, ама верувам и од целата група, колку ствари ние многу малце знаеме за оваа тема, колку е важна, колку треба да се чита, колку треба да се учи, колку треба да се истражува и колку треба да бидеме критични кон општеството, како што кажа и самиот. Се надевам